Hello and welcome. It's time for the Macedonian radio program Oro Makedonsko with the best news and music from Macedonia. With your host Boško Rajčovski-Palisterski. Драги слушатели, добродојдовте на македонската радиопрограма Оро Македонско, која можете да ја слушате 24/7, ќе одите на YouTube или Facebook, ќе напишите Оро Македонско Чикаго. За сите ваши сугестии, критики и коментари, јавете се кај нашиот уредник Бошко Рајчовски-Пелистерски на телефонскиот број 810 335 5552 или на имејл braјчовски@gmail.com. Кажете им на вашите најблиски и ајде сите да се фатиме на Орото Македонско. Од името на нашиот редакцијски колегиум ви посакуваме пријатно расположение со македонскиот мелост, како и одбран интервјуа од политички, црковен и културен настан. Но најпрво следуваат најнови вести од изминатите 7 дена со нашата колешка Фиданка Танаскова. Слушајте не. И овие дена Република Македонија има значајна меѓународна активност. Во Рим и Ватикан председателката на државава Гордана Силјанос-Кадавкова се сретна и разговараше со новиот папа Лав 14 и со председателот на Италија Серджо Матарела. Во Казахстан Силјаноска учествуваше на меѓународниот форум 2025 и имаше средба со председателот на Казахстан. Во Будимпешта престојува премиерот Христијан Мицкоски и се обрати на најголемиот собир на конзервативните партии од светот. Во Вашингтон, министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски разговараше со државниот американски секретар Марко Рубио. Значи, македонска државно-црковна делегација, предводена од председателката Гордана Силјанос-Кадавкова, престојуваше во Рим и Ватикан во рамките на манифестацијата Ден на светите Кирил и Методи. Во разговорите и папата Лав 14 и председателот на Италија Матарела рекле дека биле и остануваат пријатели на Македонија, додека председателката Силјаноска укажала оти Европската Унија без принципи и вредности не може да биде инспиративна заедница. На празнувањето и оддавањето почит на светите браќа Кирил и Методи, свечена академија се одржа во катедралната црква Света Софија во Охрид. Пред присутните, поглаварот на Македонската православна црква Охридска архиепископија, неговото блаженство господин Стефан нагласи дека нема поприлично место од Охрид и од македонската светиња, црквата Света Софија, за почит кон светите браќа Кирил и Методи. Оти благодарејќи на нивното дело, ние го славиме Бога на свој јазик, со свое писмо и од своји книги. Ние македонците како народ и како црква треба да сме благодарни на светите браќа, што јазикот од Солунско беше јазик на нивната проповед, а тој наш јазик стана и остана богослужбен за бројни народи, рече меѓу другото поглаварот господин Стефан. На свечената академија во катедралната црква Света Софија, председателот на владата Христијан Мицкоски истакна дека го празнуваме делото на нашите првоучители, светилници на словенската писменост и темелот на нашата духовна и културна самобитност, светите браќа Кирил и Методи. Улогата на Македонската православна црква како еден од најсилните бедеми на нашиот народ, мајката на нашиот духовен раст, низ вековите е најсилен доказ за нашето постоење. Надворешните напади, блокади и негирања со кои повеќе од 30 години како држава се соочуваме, се насочени кон разјадување на темелите на нашето постоење. Ама не треба да не вознемируваат таквите негирања, бидејќи имаме аргументи, имаме оригинални многувековни списи, ракописи и документи кои го истакнуваат, го потврдуваат постоењето на македонската нација, јазик и духовност, рече меѓу другото премиерот Мицкоски. А во Вашингтон се сретна македонскиот министер за надворешни работи Тимчо Муцунски и американскиот државен секретар Марко Рубио. При тоа биле истакнати силните меѓусебни односи на Соединетите Американски држави и Република Македонија и заедничкиот интерес за проширување на економската соработка на трговијата и инвестициите, како и за намалувањето на царините и подпишување договор за слободна трговија. Во Будимпешта на најголемиот собир на конзервативните партии во светот се обрати премиерот Христијан Мицкоски
кога на отворањето на собирот домајќинот, унгарскиот премиер Виктор Орбан, го нарече, цитирам, нашиот македонски херој Мицкоски, кој победи на изборите, иако цел Брисел го поддржувал неговиот против кандидат. Мицкоски е чуварот на тврдината која ја штити европската јужна граница од напливот на бегалци, рекол Орбан. А Републичкото собрание го изгласа законот за потврдување на договорот за стратешко партнерство, подпишан во Лондон меѓу владите на Република Македонија и Обединетото кралство. Според власта, договорот е историски и ќе овозможи да се завршат сите проекти кои претходните што владеја не ги направиле, а оваа власт подготви нови. Додека според опозицијата договорот не бил ексклузивен и немањето доволно информации оставало сомнежи за матни сделки. Меѓутоа од власта велат дека вистината е друга. Инаку заемот од 6 милиарди евра кои Македонија би ги користела, ке бил со камата од околу 4,5% и со грејс период од 5 години, од моментот кога ќе се повлечат парите. Најпрво со нив ке се гради брзата пруга од Табановце-Кумановско до Гевгелија и ке чини 2 милиарди евра, како и хидроцентралите Чебрен и Галиште во Мариово, чија вредност ке била 1 милиарда и 200 милиони евра. Ке се градат и болници, патишта и разни други објекти. Македонија е единствена во регионот со која Британија подпиша таков договор за стратешко партнерство. Тоа покажува оти во Македонија Обединетото кралство гледа свој најсилен партнер, рекоат власта. Во Европскиот парламент е најавено дека на 4 јуни за првпат ке се водела расправа за извештајот за Република Македонија, а во јули ке се донеси резолуција со која се признава како посебен многувековниот македонски идентитет и меѓународно признатиот македонски литературен јазик, кој што е дел од официјалните јазици на Обединетите нации, додека уште во 1945 година била завршена неговата кодификација, па секој оној од земјите членки или од европратениците кој го негира или одбива да ја прифати оваа реалност, дали е тој анти-НАТО и анти-Европска унија. Абсурдно е, несфатливо е во 21. век уште или некои како Софија да се обидуваат да ја негираат оваа вистина дека македонците се од дамнина со посебен национален идентитет. Премиерот Христијан Мицкоски испрати остра и јасна порака до Софија, дека ако не видел македонец во Бугарскиот комитет за малцинства, тогаш немало да бил виден ни бугарин во македонскиот устав. Како може да нема македонец во тој комитет за малцинства во Бугарија, кога македонците таму имаат 14 пресуди во Европскиот суд за човекови права во Страсбург? Во тој комитет, во таа земја, членуваат роми, турци, ерменци, ама не и македонци. Значи, Бугарија не гледа во нејзиниот двор, ете се меша и во извештајот на Европскиот парламент за напредокот на Македонија, па Софија со некаква си резолуција ке барала Европа да вршела надзор какви права имале бугарите во Македонија. А што е со македонците во Бугарија? Што е со нивните права? Оти не им дозволуваат да регистрираат некои своји организации и што не. Новоизбран гувернер на Народната банка на Македонија е Трајко Славески, универзитетски професор и поранешен министер за финансии, кој даде свечена заклетва во собранието, велејќи дека ќе оправда довербата и од инфлацијата ќе се држи под контрола, а денарот македонски ќе остане врзан за еврото и покрај економските предизвици. Продолжуваме со вестите. По 2,5 месеца била завршена истрагата за огнениот пекол во дискотеката во Кочани, кој уништи 62 животи, а 200 беа повредени. Осомничени се 46 мина и ќе одговараа за тешки дела против општата сигурност. Истрагата ја водел тим од 13 обвинители, сослушани се 400 сведоци, како и дел од оштетените, и обезбеден бил детален доказен материјал. Фондот за здравство ќе формира специјални медицински тимови за рехабилитација на сите повредени во Кочани. Од нашата влада најавија дека со заедничка акција и со пари на Македонија и Европската унија ќе се менува ликот на Кочани, ќе се средуваат болницата, патишта, училишта и така натаму. Полицијата поднесе обвиненија против 3 криминални групи кои извршиле 7 убиства. Се продавало дрога, имало проституција,
се изнудувале рекети, имало палење на објекти и возила, како и експлозив скриен во куќа. Например, платени биле 10.000 евра и бил ликвидиран дома Ајдини 8 години по злосторствата над 5 македонци пред Великден крај Смилковското езеро. Криминалните групи сметале дека убиениот соработувал во истрагата и подкажал дел од обвинетите. Возејќи се на мотор во Скопје, излетале од булеварот и удриле во бетонски столб. Загинале 49 годишниот полковника Ивановски и 32 годишната Нешковска, вработена во Министерството за одбрана. Во Кавадарци 43 годишен маж ја удавил 52 годишната вомбрачна партнерка во нејзиниот дом. А радиопрограма во Македонско продолжува со својата долгогодишна, незаменлива и исклучително важна мисија во афирмирањето на македонскиот јазик, македонската вистина и музика на северноамериканскиот континент и надалеку во светот. Еве благодарение и на разбирањето, на помошта и добрата волја на Алек и Димитар. Тие се собственици на двете познати компании од Чикаго, Track Partner Incorporation и на Infinity Track Sales. Станува збор за успешни компании во бизнисот со камиони. Вие, доколку сакате да купите камион нов или постар, побарајте ги Алек и Димитар. Уште две информации. Мајските оперски вечери 53 поред, кои се масовно посетени, завршуваат на 31 мај со операта Аида од Џузепе Верди. На годинешниот 38. Фолкфест во Ландово, од изведените 22 композиции создадени во духот на македонската фолк музика и традиција, победи дуото Сузана Гавазова и Љупчо Ѓорѓиев. Тоа беше изборот на информациите за ова јавување од овде од наша Македонија. Драги слушатели и пријатели, драги браќа и сестри, ценети наши македонци, почитуван колега уредниче и водител Бошко Рајчовски Пелистерски, на сите вам Фиданка Танаскова ви пожелува да имате тоа што вие ќе посакате. Baby
brz i dinamičan. Automobili danas nisu luksuz, ali su potrebni za ovaj brzi život. Ako vam trebaju dobar i povoljan auto i za vaš stari auto da dobijete najbolju ponudu, to sve možete naći kod nas, Willowbrook Kia. Mi se nalazimo na 7301 South Kingery Highway u Willowbrook i naš telefon je 630-896-5000. I pitajte za mene Deni ili Trajče. Once again, naš telefon je 630-986-5000. Dobar dan, ja sam Leli Marković, vlasnik Mac Travel Agency, a vi slušate makedonski radio program Oro Makedonsko. Колку близко е телефонот, толку близко е и стариот крај ако патувате со Serbian Airlines. Комплетна резервација преку телефон може да ви направи Mac Travel International и Лили Марковиќ на телефон. Телефонот Mac Travel Agency е 773-780-1945. Колку близко е телефонот, толку е близко стариот крај. Патувайте со Mac Travel, ви посакува среќен пат. Serbian Airlines поаѓа од Чикаго и Њу Јорк до Белград со конекција до сите градови на Балканот. Време е вашиот одмор да го направите преку Mac Travel и Serbian Airlines. Ако сакате да одите во бизнис, за вашиот труд да ви се исплати, купете камион нов или половен. Многу нашинци се во овој бизнис и за кратко време ќе се збогатите и вие. Ние ви ги препорачуваме трите компании од каде можете да купите камион нов или половен. Јавете се до двете компании. Truck Partners and Incorporation и Infinity Truck Sales во Чикаго. Телефон 312-593-6703. Прашете за Алек или Димитар или навратете на адреса 96 Азел Стрит, Джолиет, Илинойс. Запознајте се со Алек или Димитар. Подберете каков камион сакате. Тие ќе ви помогнат преку нивната компанија да земете кредит. Телефон 312-593-6703. На еден дел од денешната програма спонзор е Ѓорѓија Ѓорча Танасовски, председател на Македонската алијанса, идниот Кинг Ѓорџ. Вие слушате македонската радио програма Оро Македонско. 7 дена, 24 часа. Ќе одите на Facebook или YouTube и ќе напишете Оро Македонско. Секоја недела со нова програма. За сите информации телефонирајте кај уредникот Бошко Рајчовски Пелистерски на телефон 810-335-5552 или на имейл raјчовски@gmail.com. Ние персоналот на Оро Македонско ви посакуваме пријатно расположение со Орото Македонско. Сега, што заврши денеска, зашто нема македонско знаме? Па, сега не ги знам сите детали. Не е детали, господине, сега вие сте искусен политичар, министар, точно знаете зашто ве прашувам. Ако сакате да покажете елементарна припадност кон државата која што сакате да биде европска, или елементарно почитување за сите граѓани, знамето државно да го истакнете. Тој ваше знаме? Или не го чувствувате така? Ја пренасочувате темата. Не, апсолутно, зборуваме за закони и за принципи. Темата, ајде да се вратиме на темата. Добро, да одговорите, велите не ги знам деталите или одговарате на тоа, но поведете. Не искрено ме прашувам, човечки, мислам. Што е проблем да го истакнете државното знаме? Значи, не одговорност, отчетност. Второ, се говори постојано корупција. Не корупција. Треба да се каже корупционерство. Кои се тие корупционери? Луѓето имат име и презиме. Понатаму, сите го напаѓаат сега, тоа е сега модерно, судството и обвинителството. А кој ги бира нив? Собрание, а кој го бира собранието? Партиите и владата. Значи, нив кој ги избира граѓаните?
Па има право Хегел. Каков народ, таква власт, што да се буниме? Не сме ни Шведска, ни Финска, ни Швајцарија. Македонски изгледа да многумина им пречи. Македонски значи гордост. Ние овде се собравме точно заради тоа да го заштитиме тоа македонски. Македонски значи гордост. Македонски значи нашата химна македонска. Нашите пари, нашата војска, нашиот македонски председател. Најхрабриот и најгордиот човек кој што застана на бедемот и гордо рече не за тиранска платформа. Зошто тие што ја протажираат таа тиранска платформа еднаш не се откажаа од неа? Зошто тие што ја прифатија таа тиранска платформа еднаш не рекоа се откажуваме од таа платформа? Толку е едноставно да се откажат и тогаш слободно нека работат за македонскиот народ. Го лажат својот народ. Велат дека ние сме доаѓале овде за сендвичи, за 10 евра. Дека сме биле платени, дека од користољубие сме доаѓале овде. Ние доаѓаме од љубов кон својата татковина. Со празни глави. Дека овој народ овде има помија во главата. Имаат празни глави и помија во главата оние кои што ја прифатија таа тиранска платформа. И сакаат да ја спроведат. Сакаат да го заборавиме името Македонија. Овој храбар народ излезе со една цел. Да ја заштити својата татковина. Да ја заштити нашата унитарност. Да ги заштити малцинствата. Да не заборавиме дека ние имаме малцинства кои што исто така се граѓани на оваа татковина. Имаме бошњаци, македонци муслимани, роми, турци. Сите тие се граѓани на оваа наша една и единствена татковина. Нема да дозволиме да ја растурат нашата Македонија. Секој ден не има повеќе и повеќе. Тука во борбата против тиранската платформа. За оваа Македонија, унитарна Македонија, животите ги давале пред 100 години, животите ги давале пред 60 и 50 години и пред 17 години. Овде има плоча на кој што се испишани имињата на храбрите синови кои загинаа 2001 година. Затоа ние секојдневно излегуваме овде и велиме дека Македонија само таква, унитарна и единствена, ја сакаме
Во таква Македонија сакаме да живееме. Благодаренки на вас, народе кои што сте овде. Целиот свет разбра за Македонија и македонскиот народ кој што се бори за својата татковина. Секој ден има повеќе и повеќе од сите држави околу нас, од Европа, дури од Европската заедница, кој што велат дека тиранската платформа е неуставна. Да се запамети тоа. Srca topea, gledaj prekrasno sino jezero, ovde ljubov ta nema granici, gledaj livada cvetna ravnina, ovde bre pesnata je odavnina. Mnogo godini Makedonci, kade i da ste, za mnogo godini moj narode na Makedonija. Što? Sa ljubav svega da nazdravime, ljubav golema, za večna da i vide srećata na Makedonija. Makedonci, kade i da ste, za mnogo godini moj narode na Makedonija. Su ljubav svega da nazdravime, ljubav golema, za večna da i bide srećata na Makedonija.
Македонија. Македонија и нејзините богатства. Вистина е дека во Македонија се наоѓа единственото европско наоѓалиште на рубин. Вистина е дека македонскиот рудник Алшар на планината Кожув е единственото наоѓалиште во светот на талиум и потенцијален рудник на еколошки чиста енергија. Вистина е дека Македонија го има најквалитетниот опиум на светот со 14 морфински единици. Вистина е дека најславниот пат од сите римски патишта врви во најголемиот дел низ Македонија познат како Вија Игнација. Вистина е дека пештерата Пешна во македонски брод во Нью Йорк Таймс е опишана како идентична на измислените пештери од филмот Господар на прстените. Вистина е дека во темелите на манастирот Света Богородица Пречиста во Кичевско има дел од крстот на кој бил распнат Исус Христос. Вистина е дека најстарото дрво во Македонија е во Охрид познато како чинарод, посадено во 6 век од времето на Климент Охридски. Вистина е дека според НАСА, Кокино е четврта на листата најстари обсерватории во светот. Вистина е дека Македонија има 34 планини, 53 природни и вештачки езера, од кои најстарото во Европа е Охридското, кое е најдлабоко на Балканот. Вистина е дека во Македонија годишно се произведуваат повеќе од 135 милиони литри вино и 150 милиони литри ракија и 850 милиони литри пиво. Вистина е дека првата железничка пруга на Балканот Салоника, Скопје, е изградена во 19 век. Вистина е дека првата жена покрстена на европско тло е Лидија Македонката. Вистина е дека Лесновскиот манастир е првата монашка република на Балканот. Место да биде водич на процесите на правосудството, стана најголем кочничар. И судскиот совет, наместо да носи правда, ја донесе неправдата во нашата држава. Судскиот совет, наместо да ја спречи корупцијата во нашата држава, ја охрабри. И охрабри и бизнис елитите, и охрабри и луѓето кои што го водат правосудниот систем, дека може секој да прави што сака. Затоа, почитувани пратеници, ова прашање не е за ниедна партија. Ова прашање е за државата. Ова прашање не е ниту за влада, ниту за мандат. Ова прашање е за еднината на нашата држава. Ова прашање е за правната држава и ова прашање е за каде ние ја гледаме државата следниве години. Затоа сакам да ве повикам сите да ја поддржиме интерпелацијата за предложените членови на Судскиот совет, кои што се предложени од собранието, и на таков начин да дадеме порака до сите оние кои што мислат дека ќе си играат со правната држава, да бидат санкционирани и да бидат оневозможени. Ви благодарам. Бевме македонци и одбава ми памтам, ми ја прашував таа од кај знае дека е македонка, а таа не беше политички определена жена, меѓутоа таа беше, за неја беше абсурдно некој да каже дека македонци и бугари се исто нешто. Беше неписмена, родена на територијата на Бугарија и сепак тоа беше апсолутно нејзино убедување. И кога ја прашав од каде го знае тоа, кој е научил, таа ми каже мајка. А мајка е родена во Османлиската империја. Може да се промени кога 30 и кусур години ништо не им се случува. Мислам да излеземе по улица да ги прошетаме, да ги видиме луѓето. Ова имам впечаток дека станавме држава на несреќни луѓе каде што само криминалците и определени функционери живеат убаво. Како ние стиде да функционираме на нив да им биде убаво. И сега многу е лошо да зборам кога ние како народ сме толку и поробувани, владени, измачени практично и сега конечно имаме сопствена држава, место да направиме нешто со самите себе, ние самите се уништуваме практично. The first person to receive Christianity in Europe was Lydia, a woman from Macedonia. They will tell you that Lydia, it's Slavic name, but it's not true. It's Macedonian name. And why is this Slavic name mentioned in the Bible in 1st century AD when the first Slavs come after 7th century? Of course, those are lies about the Slavic theory that is not true. Lydia was Macedonian, and all people in the Balkan were Macedonians, speaking Macedonian. Like always, there were no slaves, but Sclavians areas in the Balkan called Macedonia. Her story is told in Acts 16:13-15. Lydia was a businesswoman selling purple cloth in the city of Philippi, a prominent trade in the ancient world. One day, she gathered by a river with other women to pray, and there the Apostle Paul shared the message of Jesus. As Paul spoke, the Lord opened Lydia's heart. Acts 16:14 says, the Lord opened her heart to respond to Paul's message. Lydia believed in Jesus Christ, and she and her household were baptized. Acts 16:15 records, when she and the members of her household were baptized, she invited us to her home. Lydia's conversion marked the first recorded European to embrace Christianity. Her faith and hospitality played a key role in supporting Paul's ministry, making her one of the first patrons of the early church in Europe. Lydia's story shows the impact of one person's open heart and how it can shape history.
God bless Macedonia and Macedonian people that first received Christianity in Europe. Macedonians had faith in God, and they believed in the gospel message for salvation by the Lord and Savior of all people, Jesus Christ. And they spread the gospel to all the Europe and the world with Macedonian language. Спонсор на денешното интервју е Wilbrook Kia Ford Motor Company, телефон 630-986-5000. Се ресетира сега. Ако не се преземат мерки сега, тогаш забадила ни е се. Ова не е прашање на политика. Ова е прашање на иденината. Кој бил дел од ова? Кој дозволил? Кој гледал настрана? Ќе одговара. И институциите, и одговорните лица, и сите кои на било кој начин придонеле за оваа трагедија да се случи. Секој што ја злоупотребил својата моќ, секој што го ставил својот интерес пред безбедноста на граѓаните, ќе се соочи со правдата. Ова нема да биде уште еден случај што ќе се затвори без одговорност. Лично ќе го следам и јас ви ветувам дека правдата ќе истераме до крај. Ако овој систем не се ресетира сега, ако не се преземат мерки сега, тогаш забадила ни е се. Мојата драга пријателка Сузана Гавазова, естраден уметник со која се познавам подолго време, мислев дека е ромка, но никогаш тоа не сум рекол. Моите колеги на една телевизија нема влакно на устата и отворено ја праша: Сузана, дали си ти ромка? Сузана им одговори:
Дали естрадниот уметник Сузана Гавазова е ромка или македонка? Да слушаме. Ромски песни. Сузана е ромка. Зашто не кажеш дека си ромка? Зашто се срамиш да кажеш? Јас напротив да сум ромка, не би се срамила воопшто, затоа што ромите се убави луѓе, талентирани за музика и си викам, јас да бев ромка, ќе бев уште поубава и уште поубава ќе пеев. Не сум за жал ромка, но ја сакам ромската музика и ромите ме сакаат. Значи, тоа е некоја таква енергија која и јас си ми ја давам и ти ми ја дават и многу пати сум запувала и на тие ромски балови. Коментари. Како круна на досегашната кариера е наградена прво место од жири комисија на Фолкфест Валандово 2025. Ексклузивно за Македонско ќе слушниме.
Можете да не најдете и на Facebook како Оро Македонска. За сите ваши информации, сугестии, критики и коментари, јавете се кај уредникот Бошко Рајчовски Пелистерски на телефон 810 335 5552. Македонска поезија. Ана Бунтеска. Срцето една се крши. Само единствен пат пука и на две се двои. А кој преживе, кој тоа го преживе, потем гајле нема. Оти нема болка поголема од онаа, кога срцето за прв пат се крши. Потоа само се рони, како трошки леп кој надвор ги оставаш. Од кој са бајлината, голабите гозба ќе имат. А ти, со носот залепен на џамот, во молк ќе ги гледаш. Срцето само еднаш крвари. И само единствен пат боли како жива рана. И не оти си удре некаде, ама боли пустото. Во оној кафезот од коски се прпелка, дали излез бара или чарето не си го гледа. Кој знае? Ама боли ко ништо до тога што не болело. И тој бол не е како стомакот е вие, да ќе се превиткаш надве. Ниту е ко колено да те врти, та да накриваш на една страна. Срцето ко боли, можеш испрен да одиш. Дотеран и убаво исчешлан. И однадвор, ништо да ти се поли. Ѓоаза на свадба да си кинисал, а однатре ко тажна, погорка за погреб. Низ душата да ти шета и ништо не помага. Ама баш ништо тука не може да илечи. Ниту лепак има да се залепи, ниту начин за да се зашие кај што се подкинало. Само затоа, прави што ќе прешнеш животот. Ама гледај никому срцето да не му го сакатиш. Ниту твоето да биде стапнато да не дозволиш. Само затоа, со милост кон луѓето да си. И пред да речиш или сториш нешто, клај си прст на глата. Нодете во туги чеви смести ги. И тогаш види дал ке те стега до карварење или комотни на нога ке ти бидат. Само затоа чувај ги другите, кои што сакаш тебе да те чуваат. Оти срцето една се крши, а со него и човекот на средина распукува. И никогаш поќе никогаш поќе срцето исто ќе му бие како цело кога било. Јас сум Левко Блажевски, естраден уметник, што ја изведувам песната За љубојно. А вие ќе слушате програмата Македонска, Оро Македонска. Me voli, niko se ne mu voli. Izbe trpe, niko neće, zbog toga što nosim keće. Zašto si me, majko, rodila, lelele, kade bre si me frlila, u dolu ele,
Visoko, majčice, ugore je, dlaboko, lele, opaman, što će beše ovoj taksirat. Trpe, oj more trpe, hoj, pare skupim, da ti kupim, kaže babo moj. Selim, oj mrseli moj, ni ti davam, ni prodavam, kaže tatko moj. Le, di, orri, di, daj, raj, daj. Trpe, Abe, uzmi ovih 50.000 Deutsch maraka, uzmi be. Majkata, Be? što sakaš ti be da ti je prodam tatkovata kuća za 50.000 marki? Toga sakaš ti? Ma nemoj, malko će počekaš za to, brat. Će počekaš za to. 50.000 marki ja ti dam za tatkovata kuća, pa ti si lud be! I onaj naš ovdje kaže, Selim, ti si aspoljutno lud. Kaže, i tako će jednog dana sve ovo biti tvoje. Gospodine, slušaš li me, gospodine? Ali da mi je svedok i mene isto. Slušaj, znaš koga će ti poveruvam? Koga će mi go doneseš svedokot ovdje da go vidam? Kome da ti donesem, be? Pa svedokot. Koji je svedok, be? To je svedok, razmiraš? Svedokot tvoj. Slušam kraj šuma, čumite, bukite. Slušam kraj šuma, čumite, bukite. Plaća za vojvodata, za ljubčeta. Diri da. Slušaj, Tuku, koliko reče neka davaš za tatkovata kuća? 50? 40. Koliko? 30, daj ruka. Slušaj, trni mi se da ne ti pada noga. Mene ste našle da mi vršite pritisak, a? Čekaj be, kod... Mene ste našle da mi vršite... Kakav pritisak, ne, polako? Već što ubo si žive, so mojite pokojni komšive, Mersim, pa so pokojni od Mustafa, pa so pokojni od Kujtim, ama so tebe, prve da ti se pukta buta čekot, be. Da problem, be, trpa. I ti kad budeš pokojan, ja ću da živim lepo s tobom. Be, gospodi Bože, izvesija, kako da ne živi. Ako ne gledaš, Gospode, jaske ti kažem, ama i ti toga će počeš da se krstiš. Gospodi pomiluj. Nim je dadov me vodata i vozdukota ti je nije zedao zemljata. Im dadov me lepi sola ti je nije zedao cela pogača. Im dadov me rakata i srceta ti je nije dadao duš, nije zedao dušata. Zato čuvaj ne i spasi ne odseto naše zlo i site naši neprijateli. Zašto najgole mi neprijateli na Makedoncite Makedoncite se najgore neprijateli. Koga će vidat što si pravi medenadru, Gospodi, će se krstati muslimanite, Gospodi. Slušaj, Trpe. Slušaj, be. Slušaj, Trpe, nešto ti kažem. Mi ništo nismo našli, nego sve smo to pošteno platili. Majka, ja komu bre to ste mu platile da vidam? Ajde, objasni mi komu. Komu ste mu platile? Jobe, ja samo znam da ste se prodali za 500 maraka. Ma ne, kako ne ti je sram? Od čega da mi bude? Kako ne ti je sram, bre, imate samo nekoliko leblebiđulnici i slatkarnici, be. A сега ги držite ne dobrite lokaciji vo Makedonija, be, kako ne vi je sram, be. Kako ne vi je sram, be. Kako to dojde do toga, kaži mi, a? Sve smo to uzeli za 500 maraka. Ma ne, ma je dobar vic. Ne da je dobar, nego i jeftin. Pa dobro, kako ste go dobile sve to, objasni mi, kako? Šta me ne pitaš, ja ništa ne znam. A ne znaš. Pitaj onaj šta je uzeo 500 maraka. A znaš li kako gi dobivte, kako gi otvorite site onije firmi, uvozno, izvozni firmi, bre, koji što uvezuvat veter i izvezuvat magla, a? Da. A znaš li, kaži mi, kako može da imate prednost sekogaš, bre, kaj lekarite, kaj zabarite, kaj ginekolozite, kaj pediatrite, kaj hirurzite, kaj psihijatrite, kako, a? Ne znam. Ali jedino znam da smo se kasno setili. Da smo se ranije setili, kupili bi čitav Makedonija.
Не занесувај се, Селиме. Не занесувај се. Дека има уште многу македонци кои што не можеш да ги купиш за 500 марки. За 400. Зашо? За 400. Добре, бе, каде сте, македончиња? Каде сте, кај отидовте? Отишли су да узму 400 марака. Аве, сарди, сале, сарди, сале, цела Македонија. Сарди, сале, сарди, сале, некои нови бизнисмени. Још еден фолк фестивал во Македонија, 68 по реду. Послушајте, патриоти, никого не слушајте. Секој сака да ме јавне, да ви вади душата. Секој сака да ме ползе, да ви плаче мајчето. Рокам мандолина, доле ме чардак, сви смо ударени са исти бардак. Вај, 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 секој нуди рај, но од овој пеко нема веќе крај. Куку бе? Ја ти кажем толико. Добро бре, размисли малку бе. Размисли. На што ќе личи сега, замисли, јас да се и наетам исто како што се и наетиш ти, ајде. И да одам во сите институции, да барам, да зборувам на мојот мајчин јазик, ајде. На што ќе личи? Причај бе, ко ти брани, ајде, причај. Добро. Причај бе. Ференц варош, меѓеш варош, вон пецарош, џон месарош. Будапешти, гулаш дереш, алаш вереш, пендрек сереш. Шта причаш бе ти? Си зборувам на мојот мајчин јазик, бе, брат? Шта бе? Да. Твоја нона е маđariца? Да, бе. Од Маđарија. Абре, сите народи на светов се обединуваат, само ние на Балканов се парчосуваме, бе, да ти се плутнат. Има да ти се тресу ноге, кад ти кажем Македонија со кого ќе да прави федерација. Има да ти се тресу ноге. Со кого бе се римен? Србославија? Ја. Со кој? Са Јапан. Чекай, бе, зошто со Јапан? Затоа што вам е едина могуćност да сачувате сунце на застави. Абе, да ти се плукнам во животот, бе. Абе, да ти се плукнам во среќата, моја крастава, бе, ова ли е живот? Абе, ова ли? Абе, ова ли е живот, бе, отидов, брат, готово. Куда бе, трбе, еј? Отидов, бе, брат, готово. Трбе, куда бе, еј, трбе. Остаje веќе нема. Абе, речи ми. Полни легено, готово, здравје. Бар да знам где идеш, бе, трбе. Отидов таму, кај што веќе нигде, никој пат нема да видам ни грци, ни бугари, ни срби, ни албанци, ни македонци. До овде од сите ми е, брат. Чекај, идем и ја, трбе. Каде бе? Каде бе? Идем и ја. Каде бе, каде? И мени е доста више, и од албанци, и од турци, и од грци, и од срби, и од бугари, и од све ми е доста. Идем и ја. Зошто си ме, мајко, родила, леле, каде се си ме тврдила? Каде сгрешивме? Секој грех ти го простувам, но не заборавам.
Во четврток, 29 мај, беше празникот Свети Спасовден. На сите вас кои го носите името Спаса, честит именден. Драги слушатели, пред да ја завршам денешната програма, ви се јавувам од Детройт и чест ми е да ви кажам дека идната програма ќе ви се јавам од македонскиот, односно балканскиот Јерусалим Охрид, каде ќе бидам на одмор до 15 септември. Ке ве поканувам, дојдете во Охрид на Балканскиот фестивал, на Охридско лето, љубански линдиски средби, стручки вечер на поезијата, Тетово Фолк Фест и Охрид Фолк Фест. Повторно ќе се видиме во Детройт на 21 септембар на патронниот празник на Македонската црква Света Богородица, а после ве поканувам во сончева Флорида. Програмата ќе завршиме со една жална вест. Во Крампон, Индијана, почина една љубанска сна, Лепа Танчевска, сопруга на покојниот Методија. Останаа да жалат керките Мелиса и Мишел со своите фамилии. Бог да ја прости, Лепа Танчевска, вечна е памја. Со ова нашата радиопрограма за денес ја завршуваме, но не значи и крај. Слушајте не 24/7, а секоја недела со нова програма. За повеќе информации, јавете се кај нашиот уредник Бошко Рајчовски Пелистерски на телефонскиот број 810 335 5552. Бошко, ајде сите заедно да се фатиме на орото македонско? На тешкото колешке.